Денеска православната црква ги празнува споменот на отците од Седмиот Вселенски собор, светите маченици Евлампи и Евлампија, светите маченици Зографски и преподобниот Теофил Исповедник. Светите маченици Евлампи и Евлампија, брат и сестра од Никомидија. Во времето на едно страшно гонење на христијаните од царот Максимијан, некои верници од Никомидија побегнале од градот и се скриле. Младиот Евлампи бил испратен во градот да донесе леп. Влегувајќи во градот, момчето ја видело царската наредба за гонење и убивање на христијаните залепена над зидот. Се насмеало на таа наредба, ја симнало и ја искинало. Заради тоа веднаш било фатено и изведено пред судијата. Кога судијата започнал да го советува да се одрече од Христа, и Евлампи почнал да го советува судијата, тој да се одрече од лажните идоли и да го признае Христа како единствен жив Бог. Тогаш судијата наредил да го тепале долго време, додека крв не го облеала, мачејќи го и со други лути маки. Кога слушнала за мачењето на својот брат, девицата Евлампија дотрчала и таа заедно со братот да ги прими маките за Христа. И таа била тепана додека крвта не ја удрила во носот и на устата. Потоа биле фрлени во врела смола, па во разгорена печка, но тие со силата на крсниот знак и со името Христово го направиле огнот безопасен. Најпосле на светиот Евлампи му ја одсекле главата, а светата Евлампија починала преди секувањето. Уште 200 христијани кои поверувале во Христа, кога ги виделе силата и чудата на светиот Евлампи и на неговата сестра, биле погубени. Сите се овенчале со маченички венци и преминале во својата небесна татковина. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Васили Велики. Светите маченици Зографски. Кога царот Михаил Палеолог ја склучил злогласната Лионска унија со папата за да добие помош против србите и бугарите, тогаш светогорските монаси му испратиле на царот протест против таа унија и го советувале да ја отфрли и да се врати во православието. Папата испратил војска да му помогне на Михаил. И таа латинска војска навлегла во Светагора и извршила такви варварства, какви што турците никогаш не направиле за 500 години. Ги обесили управителите и убиле многу монаси во Ватопет, во Ивер и по другите манастири, а го нападнале и Зограф. Блажениот игумен Тома претходно им кажал на братството дека кој сака да се спаси од латините, да избега од манастирот, а кој сака маченичка смрт да остане. И така останале 26 луѓе и тоа. 22 монаси со својот игумен и 4 световници,
кои биле како манастирски работници. Сите овие се затвориле во манастирската кула. Кога дошле латините, ја запалиле кулата, та во огнот нашле маченичка смрт сите 26 Христови јунаци. Додека горела кулата, тие пееле псалми и акатистот на Пресвета Богородица и ги предале своите свети души на Бога на 10 октомври 1283 година. Истата година во декември бедно завршил и нечестивиот цар Михаил, против кого во заштита на православието се дигнал српскиот цар Милутин. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Преподобниот Теофил Исповедник, по потекло македонски словен, некаде од Струмица. Млад се замонашил и основал свој манастир. Многу пострадал за иконите во времето на царот Лафи Савријанец и тогаш ке загинел да не успеал да го убеди кнезот Ипатик, својот судија, во основаноста и потребата од иконопочитувањето. Кнезот го пуштил на слобода и тој се вратил во својот манастир, каде што мирно го завршил својот живот во 716 година и се преселил во радоста на својот Господ. Поуки од светите отци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Единородни Сине и Слове Божи, бессмертен си и изволиви спасенија нашего ради, воплотити ся од Святија Богородица
Распни сяже, Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святия Троици, спрославяеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Поуки од светите отци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Благослови